Од пракса до реализација, изучување и примена на иновативни и еколошки ефективни методи од областа на електроенергетика и мехатроника е насловен Еразмус Плюс проектот што го реализира Средното техничко училиште Наце Буѓони врз основа на претходно потпишан договор со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Во рамките на проектот 16 ученици од електротехничката струка, од профилите електротехничар, енергетичар и техничар за индустријска мехатроника и двајца наставници по електропредмети имаа можност од 23 март до 5 април годинава да посетат десетина компании во Стара Загора, Поморје и Бургас во Република Бугарија со цел да се запознаат со примената на иновативните и еколошки методи во бугарските компании. Денеска во просториите на училиштето е одржан завршниот настан од проектот, на кој учениците пред своите соученици, наставници, директорот и раководителот на секторот за образование ги споделија своите искуства и стекнати знаења од посетата на компаниите. Значи, Наце Буѓони е добитник на Еразмус проектот од областа на електроенергетика и мехатроника. Значи, проектот опфаќа обука на ученици, практична обука во современи компании во Република Бугарија, каде што бевме 14 дена. За тие 14 дена учениците има можност да посетат повеќе компании, современи компании, каде што се стекна со практични искуства, практични обуки, а освен тоа, во слободното време има можности да посетат некои културни знаменитости, да се запознаат со културата на земјата и да стекнат некое малку поголемо искуство со соучениците од Република Бугарија. Проектот, со завршување на практичната обука, со евалуацијата на проектот, завршува. Со тоа, учениците се здобиваат со европски сертификат за практична обука во компаниите, со што проектот едноставно се финализира со оваа евалуација која што се прави на крај на проектот. Сертификатите се одобрени од Европска унија, Националната агенција, сертификатите се со европска, со европско значење, можат во секоја земја од Европската унија повторно да аплицираат, да учествуваат и нормално овој сертификат во голема мера ќе им придонесе за понатамошна нивна едукација или во барање на работни позиции. Ние во рамките на проектот Еразмус Плюс, тоа е европски проект, направивме посета со наши ученици, кои броја 16 и двајца професори во Стара Загора, со попатно водење во Бургас и Поморје, каде што посетивме околу 9-10 компании, не ме држите за збор, различни компании од областа на електротехниката и мехатрониката. Целта на оваа наша посета е да видиме, односно нашите ученици да видат една работна атмосфера во тие организации кои се членки на Европска унија, со какви машини, со какви технологии и како се справуваат во однос на екологијата, со еколошките проблеми, загадувањето и така натаму. Па разлики секако дека постојат, во самото ова, но и нашите, можам да кажам, бидејќи сум посетил доста и организации во Македонија, не се многу далеку, дури некои се и рамо со местата каде што ги имаме посетено. Посетивме конкретно фабрики за производство на електронски плочи, каде што целосно се автоматизирани, тоа може учениците да видат мехатронички системи од CNC машини, од лазерски посебни машини за штампање, гравирање на плочите. Потоа посетивме училиште, еден образовен центар од нивната струка. Кабинетите се малку нешто посовршени од нашиот, но и нашите кабинети овдека се добри. Сертификатите, кои ќе се стекнат учениците, секако дека ќе им користат во понатамошното образование, при уписи на факултети, посебно се поинтираат, како и за можност за вработување. Ние пред се ги обучуваме, сакаме да ги задржиме во нашата земја, секако дека тие сертификати би требало да се вреднуваат при одлучувањето за нивните работни позиции, но имаат можност и надворот да аплицираат со помош на овој сертификат. Имавме прилика да посетиме Бугарија во градот Стара Загора, проектот Еразмус. Таму имавме доста нови работи што ги научивме.
Запознавме нови другари од таму, посетивме училиште, многу фирми, искуството беше незаборавно. Сега имаме проект во Грузија, ни понуди уште таму, ни спомна дека многу извонредно се покажавме и сега ни понудија, имаме прилика да отидеме во Грузија од 15 јули до 25 јули, мислам дека беше, исто така преку училиштето и така, ќе видиме. Јас прво сакам да се заблагодарам на професорите што не одведува на Еразмус проектот, сакам да се заблагодарам на Еразмус проектот. Беше навистина убаво, научивме многу нови работи и видовме убави работи, видовме понови машини, го видовме училиштето, се запознавме со различна култура и навистина беше незаборавно тоа што посетивме. Сакам да се заблагодарам на тоа што бев повикан на овој проект и што учествував. Имав можност да видам многу нови машини кои ги нема кај нас, понов тип на машини. Искуството во Еразмус проектот беше незаборавно. Би сакал ако може да се повтори. Печатоците што ги забележавме таму беа сосема нови за нас, нови работи, ново се за нас. Во културата, традицијата тука сме исти, да, но во работата мислам дека малку повеќе се поспремни од нас и во фабриките и во се. Во фабриките беше незаборавно. Искрено машините што ги видовме со какви работи се служат, искрено незаборавно искуство. Искрено и нашето училиште, кога го споредивме со нивното, тука некаде се. Може би подобро. Интересно беше искуството. Прошетавме низ фабриките, видовме како работи училиштата таму. Па јас би сакал да имам можност повторно би учествувал на овој ваков проект, бидејќи е незаборавно искуство.